Народно-ослободителната војна и социјалистичката револуција во Југославија се повеќе постигнуваат победи во борбата против окупаторот и домашните претавници и соработници на окупаторот. Непријателот и окупаторската власт се повеќе ја сознаваат својата немоќ да го уништат револуционерниот подем на југословенските народи и народности. Пламенот на револуцијата и од неа прокламираните цели и надежи се повеќе стануваат историска конкретна реалност. Револуцијата со целото свое битие, со развојот на оружените сили и на народната власт, со морално-политичкото единство на широките народни маси, со конкретното остварување на платформата на Комунистичката партија на Југославија по националното прашање, практично докажуваше дека работничката класа на Југославија, предводена од Комунистичката партија на Југославија, ги остварува историските задачи. Се трасираше патот кон слободата и рамноправноста на југословенските народи и народности во идната Југословенска федеративна заедница. Сведоштвото на оваа историска величина му припадна на малото босанско градче Јајце. На 29 ноември 1943 година, тоа во своите слободни пазови обезбеди непречено работење на делегатите на југословенските народи и народности да ги донесат историските одлуки на второто заседание на АВНОј. По државно-правните акти од уставно значење, донесени на заседанието, се вградени рамноправноста на нациите и народностите